Добар ден во првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве најава за делот со држините. Македонија и денес тагува по загинатите полицајци во Куманово. Со палење свеки, граѓаните ја изразуваат тагата и почита кон усумината загинати херои. Говорот на омраза и небалансираното известување се главните слабости во македонското новинарство, смета независното саморегулаторно тело, Советот за етика во медиумите. 30% од оризните површини во Кочанско веќе се засеани и покрај неповолните временски услови не се очекува доцнење на сеидбената сезона, која треба да заврши за 10 дена. Втор ден на национална жалост во Македонија. Државата тагува по загинатите припадници на полицијата. Во Куманово денес се мирно, состојбата полека се стабилизира. Во Штип вчера со палење свеки на поштадот, граѓаните ја изразуваат тагата и почита за загинатите полицајци. Денес свеки се палеа во Дилчево и Кочани. И Дилчево жали за осумината херои кои загинаа во борбите кои во саботата и неделата ја водеа полициските служби против најозогласената група терористи која имаше обид за напад на државата. Меѓу граѓаните кои запалија свеки за оддавање почит на загинатите полицајци во дводневната акција во Кумановската дива населба беа и првите луѓе на општинат, градоначалникот Дарко Шехтански, председателот на Советот на општина Делчево Драган Христов, поранешниот пратеник Тони Тајановски, како и припадници на Сдруженијето на бранители од Делчево Бедем и останати граѓани. Оддавајќи почит кон загинатите полицајци, граѓаните изјавија дека македонската полиција постапила на единствениот можен начин на кој може да се постапи со било која терористичка групација која не му мисли добро на македонскиот народ, а тоа е навременна интервенција и нивно целосно неутрализирање, притоа напоменувајќи дека ненадоместлива е болката и загубата на младите човечки животи, затоа како што рекоа тие над се во моментот, повеќе од потребна е сплотеноста на народот без разлика на кој етникум му припаѓаат. Овие два дена што се деси во Куманово, можам да речам дека имаме јако способна безбедносна служба. Херојски ја изврши задачата која им беше поставена. Сметам дека треба да се гордееме со нашите безбедносни сили и да бидеме безбедни во иднина. Секој конфликт кој ќе настане, ние мислиме дека имаме сили да ги совладаме. Им честитам на херојството, решителноста и издржливоста. И треба Македонија да се гордее со таквија безбедносни сили. В принцип, секој загубен живот е трагедија, поготово кога станува збор за млади луѓе. Меѓутоа, оно што се случуваше тие денови во Куманово, да се не повтори прво. Второ, тоа треба да не наведе сите македонци да добро размислиме околу библиската порака, дека има слуга, има и Бога. Мисля дека нашата полиција си работа заврши добро, беше на ниво од сите гледни точки, и дека практично тоа ни дава една гаранција дека и во, не дај Боже, ако се догоди за напред таква ситуација, имаме надеж дека тоа ќе се отклони. Инаку спонтан собери подршка за припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои ги дадоа животите за Република Македонија, имаше и во останатите градови од истокот. Дали и колку се прекршуваат професионалните стандарди во известувањето? Говор на омраза и небалансирано известување се главните слабости во македонското новинарство. Вака смета независното саморегулаторно тело Советот за етика во медиумите. Денес во Штип Советот имаше средба со граѓаните и медиумите.
Медиумите се најаката и важна карика во информирањето на граѓаните и во формирањето на јавното мислење за сите случувања. Целта и активностите на Советот на етика е да го представи работењето на Советот во медиумите и начинот на кој функционира Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите. Главната идеја е да се оствари една директна комуникација со јавноста, се со цел да се видат причините кои најмногу ја засегаат јавноста. Ова што се организира денеска ќе биде и еден апел до јавноста, односно до медиумите, да не се прекршуваат стандардите во известувањето, да не се известува со стереотипи и предрасуди, а тоа е особено важно во овој момент. Доколку се случи да се добијат представки, жалби од граѓаните во однос на овие случувања, имаме механизми кои што значат адхок средба на состанок на Комисијата за жалби, кој што ќе одлучува во однос на тие случаи. Сметам дека новинарите честно си ја работат својата работа. Имам една забелешка како граѓанин, како член на невладин сектор, дека од медиумите многу се бара, а малку им се дава и на тоа поле сметам дека не се доволно наградени, а за нивната етика и начин на однесување сметам дека се најпозитивно може да се каже. Медиумите треба да имаат улогата за објективно и навремено информирање и во овие моменти треба да внимаваат што зборуваат и што изјавуваат. Луѓето треба да добијат објективни и навремени информации. Говорот на омраза е небалансирано известување и се главните слабости во новинарското известување, цени Советот за етика во медиумите, на што најмногу реагираат граѓаните, на која категорија од известување? Најмногу се реагира на говор на омраза, се реагира кога постои неурамнотежено известување, во смисла се консултира само едната страна во приказната, а не се зема предвид дека можеби постојат и повеќе од две страни кои што може да ја представат целосно приказната. Значи најмногу на говорот на омразата, најмногу на неурамнотеженоста на историјата, не консултирањето на страната кога на пример се зборува против некоја одредена страна. И порталите спаѓаат во групата на медиуми кои се сметаат за предвид за разгледување и досега имало голем број на представки кои се однесуваат на начинот на кој известуваат истите. И оваа категорија е преземана во предвид. Само социјалните мрежи не спаѓаат во овие групи. Заврши тридневната тренинг конференција за зголемување на младинското учество и активизам во Пробиштип во организација на Сојузот на извидници на Македонија. Кратово, Пробиштип, Свети Никола и Крива Паланка се општините каде ќе се јакне младинското учество во општинските одлуки. Од 9 до 11 мај во Пробиштип се одржа тренинг конференција во кој младите директно работеа на потребите од кои се засегнати младите во локалните заедници и креираа планови за нивно адресирање, а на крајот на тренингот за истите дискутираа со градоначалниците на своите општини. Цел на програмата е младите преку извидничкото движење, преку заедничкото здружување, активно да се вклучат во креирањето на подобрата заедница во соработка со сите чинители и институции. Преку оваа програма младите ќе се потикнат да истражуваат за потребата на младите, креираат и имплементираат активности за подигање на свеста за одговорноста на младите кон своите заедници и ќе го зајагнат диалогот со локалните власти, институции и останати чинители на општеството. Зголеменото учество на младите ја зајакнува заедницата, а преку конструктивен активизам и ангажман се гради силна доверба и успешна соработка со локалните институции. 30% од оризните површини во Кочанско веќе се засејани и покрај неповолните временски услови не се очекува доцнење на сидбината сезона, која треба да заврши за 10 дена. Заради пократкиот период на вегетација се повеќе се застапуваат турските сорти на ориз. И во делници и во празници земјоделците во Кочанската котлина брзаат да ги посеат планираните површини под ориз. Тие што и покрај честите врнежи успеа навреме да ги подготват нивите за сејдба, сега ги полнат со вода и го фрлаат семенскиот материјал. Меѓутоа има и такви кои каливата почва не ја обработија, па сега настојуваат во последен момент да посеат. Во Кочанско досега се посејани 30% од планираното, што значи дека главната сидбена кампања и трката со времето доправа предстојат. Сејдбата мислам дека е вред. Оваа година по е добра него од прошлата година. Има доволно вода, има оваа година, водарите си ја гледа подобро работа оваа година, мислам дека ќе е повред оваа година. Беше полоша минатата година, оваа година е по-успешна, мислам, е добра за сеење за сејдбата. За доснетата сејдба ги наведува земјоделците да се определат за турските сорти семе поради пократкиот период на вегетација.
Дури стручњаците препорачуваат за сите што сеат по 20 мај да употребат некои од семињата кои во изминатите 2 години пробно беа пуштени во производство. Во производство во оваа година, во 2015 година, ќе бидат расширени и неколку турски сорти, како што се сортата Гала, потоа сортата Гјонен, Халилбей, Хамзадере, Ефе и некои други сорти, значи во зависност од тоа кои сорти, значи самите земјоделци ќе ги преферират, односно самите земјоделци бидејќи кај нив се произведува и во претходните 2 години, во текот на 2014 и 2013 година, така да земјоделците веќе имат искуство со сите сорти, покрај тоа што имат сознаја нели со долгогодишно одгледување на сортата Сан Андреа, сега значи овие сорти од Турција имат искуство веќе 2 годишно и по нивен избор тие ги бират сортите и ќе ги засејуваат на полињата во Кочанско. За процентот на реализираната сеидба, еве што истакнуваат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од планираните 4310 хектари во моментот се посејани 1360 хектари, тоа е некаде околу 32% од целокупната површина. Водата е пуштена во сите полиња и се надеваме дека кон крајот на другата недела ќе имаме посејаност над 60%, бидејќи земјоделците на време ги подготвија своите парцели. И додека едните глава ги боли како навреме да ја издржат сидбата, тие што први посеја веќе размислуваат какви пестициди да употребат против плевелите и болестите. Проблемот го усложнува променливото време, бидејќи пониските температури се погодни за бујна вегетација на плевелите, кои практично побрзо напредуваат од оризовата култура. Затоа за нивно сузбивање се потребни поголеми издатоци. Од денес започнуваат подготвителните работи за обнова и асфалтирање на улицата Джемал Бједик во Штипската населба Сењак. Јавното предпријатие ИСАР денес работи на реконструкција на водоводната и канализацијска мрежа на улицата Славчо Стојменски, после што ќе следи асфалтирање. Од денес започнуваат подготвителни активности за обнова и асфалтирање на улица Джемал Бједик во населба Сењак. Се работи за една од можеби најоштетените улици во градот, со чие асфалтирање продолжува обновувањето на патната инфраструктура во Штип. Од денес почнуваат подготвителните активности за реконструкција на улицата Джемал Бједик, која што излегува на улицата Сремски фронт. Изведувач на градежните зафати е кочанската фирма Стојменов, а вредноста на проектот околу 950.000 денари. Асфалтирањето на оваа фреквентна улица треба да биде завршено до крајот на месецов. Според тендерската документација, обновата треба да биде за 15 на дена и работите ќе одат побрзо со однос со оглед на тоа што на оваа улица веќе е заменет водоводот и канализацијата во текот на претходните 2 години, а јавното предпријатие ИСАР само направи неколку прекопи и ги поврза шахтите со цел во иднина, доколку има потреба за интервенција да не мора да се прекопува улицата. Ова е трет зафат на патната инфраструктура во Штип во последните 10 дена. Заврши обновата на улицата Маршал Тито, се работи на реконструкција на улицата Вита Попјорданова, а по завршување на асфалтирањето на Джемал Бједик ќе се продолжи со реконструкција на улиците Карл Маркс и Славчо Стојменски. За реконструкција и асфалтирање на улици во Штип ќе бидат потрошени над 8,4 милиони денари. Јавното предпријатие ИСАР продолжува со замена на старите водоводни и канализациони цевки низ целото градско подрачје, каде што е планирана санација и асфалтирање на одредени улици. Денес сме овде на 15 корпус, каде ќе смениме 60 метра водоводна мрежа. Ќе го подобриме притисокот на самите граѓани овде, линиите беа дотраени, беа стари. Со само веднаш после ова, уште од денес, завршуваме овде, преминуваме на средување на водоводна мрежа на улица Славчо Стојменски, од ординацијата кај доктор Златко, доктор Ружа ќе биде направена спојката и ќе биде споена со Христијан Карпош, значи овде некаде 70 метри ќе поставиме водовод. Се вградува нова опрема која е со висок квалитет и отпорна на различни атмосферски влијанија, која за разлика од старата има и други предности. Се работи за профил ОД90, каде што ќе направиме спој со улицата Славчо Стојменски и директно до улицата Христијан Карпош. А ќе се вметнат соодветни шибери, каде што затварањето на водата ќе биде побезболно при настанување на дефект на нашата водоводна линија. Со денешната интервенција се создава терен за непречено асфалтирање на улицата Славчо Стојменски, која се планира за една седмица. Ваквите интервенции се добредојдени за жителите кои очекуваат помалку дефеци и квалитетно водоснабдување.
Иначе вака, мислам, секоја недела се цевките пукаат, прават, вода немаме, загадена е водата, а сега е убаво со новите цевки. Вчера слична интервенција беше реализирана на улицата Джемаил Бједич. Штипското културно лето ги подвои штипските советници. Програмата за овогодинешното издание не доби поддршка од Комисијата за култура заради буџетот кој не дозволува гости од странство. Денес во општина Штип се одржа седница на Комисијата за култура. На дневен ред беа изнесени повеќе точки меѓу кои програмата за реализација на Штипско културно лето. Со 2 гласа за и 2 гласа против, оваа точка не беше усвоена од страна на советниците. Причините за неусвојувањето на денешните точки е тоа што се налага покрај учесниците од државата да има и представници надвор од земјава на овогодинешното Штипско културно лето. Денес на седницата одржана на Комисијата за култура при Советот на општина Штип, една од точките беше предлог програмата за одбележување на 30 години јубилеј на Штипско културно лето 2015 година. Со оглед на програмата и програмските активности вообичаени во рамките на оваа манифестација, ако може така да се каже, која има долгогодишна традиција, имаше забелешки од членовите на комисијата дека потребно е да се покануваат луѓе надвор од земјата, значи учесниците да бидат надвор од, дури и надвор од Штип, нели надвор од земјата, за што секако ќе се сложат и гледачите дека всушност станува збор за големи финансиски трошоци кои во моментот општината не е во можност да ги поднесе, и од тие причини она што е понудено во програмата ми се чини дека ќе ги задоволи вкусовите на сите наши сограѓани, бидејќи се почитува прво возрастната граница, значи разликата во годините, има од најмалите до највозрастните, вкусовите исто така. Како и секоја година, и оваа година се понудени различни програмски содржини. И покрај измените во програмата на ШКЛ, учество ќе зеде Штипскиот народен театар, многу културни уметнички друштва, промоции на книги од повеќе автори. Времетрањето како и секоја година вообичаено, со оглед на тоа што оваа година се слави 30 годишен јубилеј. Продолжуваме со актуелните инфраструктурни зафати во општина Македонска Каменица, каде во соработка со јавното претпријатие Камена река продолжува со уредување на кеот на Каменичка река. Паралелно се работи на садење на цветниот аранжман во централното градско подрачје. Општина Македонска Каменица неспорно го има најубавиот речен кеј во централното градско подрачје. Локалната самоуправа продолжува со неговото доуредување до оштечението на Каменичка река. По изградбата на улицата Кејска во должина од 550 метри, која се протега на западниот брег од Каменичка река, граѓаните на овој дел од градот ќе добијат уште една модерно уредена зелена површина за одмор и рекреација. Во текот на минатата недела, вработените во јавното претпријатие Каменичка река ги изведоа сите потребни земјени работи околу фино и грубо распоредување на земјата, пошто во текот на оваа седмица ќе следува и сеење на зеленилото и хортикултурното уредување. Исто така деновиве започна и садењето на најразлични едногодишни цвеќиња во централното градско подрачје, произведени во расадникот на јавното претпријатие Камена река. Оваа година во првата фаза ќе бидат засадени над 10.000 цвеќиња со повеќе од 10 различни видови, со цел Македонска Каменица да добие уште помодерен цветен изглед. Грчката влада го објави планот за зголемување на данокот за вршење туристички услуги во хотелите и рестораните, за очекување да поскапат цените за летување кај јужниот сосед, но во агенциите аранжманите се уште се нудат по непроменети цени. И ова лето Грција ќе биде најчест избор за летување, сметаат од туристичките агенции. Од туристичките агенции велат дека екот за летување оваа година пак е ставен за блиските странски земји. Цените на аранжманите за особнивно заминување на одмор не се променети и оваа година. Цените за летните туристички дестинации се скоро исти како и минатата година. Нема некоја голема драстична поскапување, можда со 1-2%, што тоа е воопшто ништо. Цените се исти како минатата година.
Соседна Грција останува веќе неколку години наназад најбарана дестинација за летување. Интересот на македонците за уплата на летување е голем уште во овој период од годината. Моментално, како и минатите години, така и оваа година најбарана дестинација е нашата соседна Грција, кај што имаме најголем број на понуди, кај што се нудат најголеми попусти. Со оглед на близината, значи можам да кажам дека интересот за таму е најголем. Со оглед на тоа што нудиме early booking попусти до 35%, значи заинтересираноста е доста голема и има доста голем број на уплати со рани резервации со искористување на early booking попустите. Со нормална македонска плата навистина е тешко да се заштеди за одмор, од основна причина што е доволно е тешко месецот за месец да се помине и тековните трошкови да се подмират. Не може секој да си дозволи летен одмор, но сепак повеќето граѓани знаат да се опуштат и да ги искористат понудите на агенциите. Па добро, мислам сега дека моментално ситуацијата налага дека уште сега да уплатиме со одмор. Зависи од распоредот на работа. И мислам дека се достапни сите туристички агенции за да ја уплатиме на нив. Добро, секој може, моментално не може, али цените се достапни за некој дел од граѓаните. Па, секој не може да си дозволи, али одеме некако. Така, дали мисли дека се скапи понудите? Па, не се баш. Зависи на кое место. Зависи на кое место одеме. Тие што планираат да летуваат, туристичките агенции нудат понуди со попусти и за подалечните дестинации. Најмалку 2 лица загинаа, над 3500 жители се евакуирани откако силен тајфун го зафати североисточниот дел на Филипините. Тајфунот Ноул ослабна откако во неделата го погоди крајбрежниот град Санта Ана. Филипинските власти објавија предупредување и совети за евакуација на луѓето од крајбрежните и планинските села. Денес во Брисел ќе се одржи уште една средба помеѓу представниците на грчката влада и министрите за финансии на еврозоната, на која би требало да биде постигнато барем символично придвижување за да се обезбедат понатамошните средства од Европската централна банка, со кој ќе се возможи ликвидност на грчките банки. Авион на авиокомпанијата Ал Итихад изврши принудно слетување во воена база на Обединетите Арапски Емирати поради опасност од експлозија. Авиопревозникот ја информира јавноста дека авионот, кој патувал од Египет за Дубај, бил приземјен во авиобазата во Дубај. По детална проверка, патниците били упатени кон меѓународниот аеродром во Абу Даби. Во авионот имало 128 патници и 7 членови на екипажот. Европската унија денеска треба и формално да побара од Обединетите нации дозвола за употреба на сила против шверцерите на луѓе кои действуваат околу брегот на Либија. Станува збор за илегална трговија на луѓе што се разви во оваа северноафриканска земја, откако по насилното соборување на Муамер Гадафи во Либија се уште нема стабилна власт, ниту влада која би имала контрола врз целата територија на државата и врз нејзините внатрешни состојби. Турското министерство за надворешни работи соопшти дека капетан на еден карго брод бил убиен, а неколку членови на посадата повредени кога биле нападнати на либискиот брег. Според министерството, бродот пловел од Шпанија, а бил нападнат на пристаништето Тобрук. Вчера се одиграа два надпревари во плей-аут фазата од првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница успешно ја заврши борбата против Пелистер со погодокот на Ступич во 44-та минута, со што го совлада домаќинот со 0:1. Нови 3 бода за Брегалница во надпреварот против Пелистер во Прилеп. Веќе 11 надпревари по ред. Екипата на Брегалница не знае за пораз, со тоа што веќе обезбеди директен опстанок во првата лига. Вториот надпревар беше помеѓу екипата на Турново и Тетекс, каде што надпреварот заврши 2:0 за Турново. Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за одложување на трите надпревари од плей-офот на првата лига, што требаше да се играат вчера. Одлуката за одложувањето следи по нарушената безбедносна состојба и големите инциденти што се случија во Куманово. Надпреварите од 30-тото коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат утре. Одложениот надпревар помеѓу Шкендија и Вардар наместо во Куманово ќе се игра на стадионот во Кичево.
ЖРК Вардар вчера во Будимпешта го освои третото место во Лигата на шампиони во Европа. Вардар ки го повторија ланскиот пласман со победата против рускиот Динамо Синара со 28-26 во надпреварот за третото место на Final Four турнирот од Лигата на шампионите. Вардар ки успеа да се соземат по вчерашниот тежок пораз од Будучност во полуфиналето и да се изборат за утешното трето место на завршниот турнир во Лигата на шампионите. Македонскиот првак на овој турнир беше далеку од своето најдобро издание, но сепак им донесе триумф против дебитантот на F4, екипата на Динамо Синара. Будучност е новиот шампион на Европа во финалето на вториот Final Four турнир во Лигата на шампионите во Будимпешта. Екипата од Подгорица го победи Ларвик со 26-22. За Будучност ова е трето последователно финале и втора титула во Лигата на шампионите. Ова е се што подготвивме во првиот дневник. Повеќе гледајте во дневникот во 20 часот и на нашиот веб портал kanalplus.mk. Имајте пријатно попладне.